Бугарија нема да го крене ветото за Македонија до јуни, додека трае председателството на Франција со Унијата. Бугарската министерка за надворешни работи Теодора Генчовска во изјава за БНТ вели дека немало време. Последните 2 месеца Македонија да го отвори уставот и во него да се впишат бугарите како државотворен народ, што е едно од клучните барања на Софија. Реално, до крајот на француското председателство со Советот на Европа се сомневам дека моите колеги од Македонија ќе можат да го отворат уставот и да го завршат овој процес. Дополнително открива дека ниту едно од другите 4 точки од планот 4+1 не било исполнето од страна на Скопје. Во меѓувреме, официјална Софија експресно му одговори на министрот Бујар Османи, откако тој потврди дека меѓу двете министерства циркулира нон-пейпер и се чека само потврда од бугарска страна. Ниту едно од понудените решенија на македонската влада не било прифатливо. Постои активен диалог меѓу Министерствата за надворешни работи на Бугарија и Република Македонија со цел да се изнедат решенија за отворените политички прашања. Последниот експертски состанок на тимовите на МНР се одржа на 11 февруари годинава, на кој се разговараше за најновите предлози на Македонија, официјално испратени во декември 2021 година, како одговор на предлозите на бугарската страна. На средбата во февруари бугарската страна ги информираше представниците на Македонија дека нивните предлози не се прифатливи и дека разговорите треба да продолжат. Дополнително и премиерот Петков потврдува дека нема подпишано било каков документ со Македонија. Од ВМРО ДПМН кој ја открија информацијата дека циркулира нов нон-пейпер, повторно го повика Османи јавно да ја покаже содржината на документот. Кога се разговара за национални интереси, мора да се воспоставува консенсус. И не може потоа, од кога ќе се постигнат некои договори за кои што многу малку луѓе знаат во државата, да се очекува од опозицијата бланко да ги прифаќа истите. Ние очекуваме Министерството за надворешни работи и владата на Република Македонија на македонската јавност да ја објасни точно зашто се преговара и да најде институционален начин преку кој што и на сите политички субјекти во државата ќе им биде објаснето кои чекори се превземаат и во која насока се водат преговорите. И додека траат преговорите на линија Скопје-Софија, утре во Македонија пристигнува бугарскиот премиер Кирил Петков, но не во официјална, туку во приватна посета, да се сретне со македонците со бугарска самосвест, но и со здруженијата кои добија финансиски средства од бугарската државна каса.